Го споменавте градскиот воз, разговарав со неколку луѓе од внатрешноста, велат Скопјани ќе добијат свој трамвај, но што е со нас жителите во внатрешноста на државата? Битола, Кичево, Кочани, Велес, се обраќа еден воз или пак се соочуваат со автобуски превоз кој што практично го има еднаш на ден или воопшто го нема. Како ги заборавивме внатрешните градови низ државата да се соочат жителите со многу мала или ниска поврзаност? Тука нема согласам, имајте предвид дека оваа влада е прва која што даде толку средства за децентрализација. 24-та дававме 100 милиони евра, 25-та 250 милиони евра и тој циклус продолжува. Се слагам дека е така, затоа што сме имале не години, децении на неинвестирање во овие средини и дека мора да работиме. Битола, мислам дека со завршувањето на автопатот ќе добие комплетно нова приказна, да не заборавиме дека работиме доста интензивно на изнаоѓање решение од Фариш до Прилеп исто така да се направи експресен пат или автопат, каде што сега завршуваат тунелите, до Прилеп да се избегне Прилетвар. Тоа ќе значи дека Битола целосно автопатски ќе е поврзана со Скопје и со остатокот од државата. Но ова се предизвици, слагам со вас, на кои што треба работиме во следниот период, во делот на меѓуградска поврзаност и внатре во градовите. Еден начин е оваа подршка што ќе направиме со електричните автобуси. Таму е при крај постапката, сега е во жалбена постапка. Набавуваме 150 електрични автобуси. Градот Скопје бараше 250, ќе добие 100. Општините надвор од градот Скопје, кои што имаат организиран јавен превоз, бара 89, ќе добијат 50 електрични автобуси, така што тоа многу ќе помогне.